predame, bojazleni sam pod vlastnoju zloboju, este svom životu. Oče naš, koji si na nebesata, da se sveti imето Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес. Прости ги долговите наши, како и ние што ги проштеваме на нашите должници, и не не поведи во искушение, но избави ни од лукавиот. Претходното предавање се збореше за првото блаженство, кое по некоја случајност го забори, а кој ќе сака да ме подсети? Блажени се бедните по дух. Добро. Да продолжи чуот. Блажени се бедните по дух. И натаму. Само толку. Не само толку, него. Што е нивно? Царството небесно. Затоа ќе се теши. Добро, тој више Второто. секунди. Кои беа бедни по дух? Мислење. Дали бедни по дух се оние што ќе ги видите на бит пазар? Што Мислам на бедност по и у паланка реално се случува. материјална, не материјална бедност, него духовна Значи, бедност. всушност, беден по дух е оној што познал дека поради своите гребови е духовно беден, така? Да. Добро. А што Господ, дали е можно Царството Небесно, што зборевме, мислам, на минатиот час, дали е можно Царството Небесно што тука на земјата да се постигне? Оти нели имаше една во Новиот Завет, Свети апостол Павле, што вели? Царството Божие е внатре во вас. Така да, можно е? Да. Се Па да. извинувам. Нормално, да. На кој начин е можно, значи? Постигнувајќи смирение кој што почнува уште од земјата, Добро. па продолжува на небото, Ето. бидејќи блаженствата се пружена рака на Господ за нашето спасение, скала до Бога и вечен духовен мир кој што вечно трае, не како земниот мир кој што е миг и исчезна. Мислите тој. Која беше, значи, дистинцијата помеѓу 10 Божји заповеди всушност и блаженството? Рековме, бидејќи сепак има нешто по што се разликуваат едните од другите, сепак. И 10 Божји заповеди се од Бога и блаженството е од Бога. Но која е однаа битна и мала разлика? И двете се за спасение, меѓутоа кај едното се вели не прави го она, не прави го ова, кај другото токму кај блаженствата треба да го прави. Добро. И втората. А Бог Знам 10 дека Божји се заповеди не побитни. ги даде преку човек, преку Мојсе. Така. И всушност преку 10 Божји заповеди, преку законот, Бог не откри нашата грешност, која се буквално се осликува во тоа. Не убивај, не лажи, не кради. Кога не би имало убивање, лажење и крадење, не би имало тој закон. Да. А додека во блаженствата, 9 блаженство, Бог напротив рече, духу кога го правите, ќе го Ќе го добиете. добиете Царството Небесно. И впрочем, кога веќе збориме за блаженството, имаме нова гостинка тука. Што беше блаженство? Дали блаженство е да се пријадеш благо? Дали блаженство е... Не знам. Што е блаженство? Духовно живење. Не. Вечен духовен мир. Блаженството е духовна, вечна радост. Вечна духовна радост. Тоа. Добро, значи, кога зборевме за блаженството, зборевме и дека тие се проткајуваат едно во друго, така да дојде време да збориме за втората нишка од тоа проткајување, од тој ланец, од тој бисерен гердан на Црквата Христова, за блажени се оние кои што плачат, бидејќи тие ќе се утешат. Налик, впрочем,
Исто како кога ќе го погледнете и првото блаженство, постои една контрадикторност. И кај првото блаженство ја имавме контрадикторноста дека бедните се вечно духовно радосни и ќе го добијат царството, а тука имаме контрадикторноста блажени, односно вечно радосни со оние што плачат. Бидејќи тие ќе се утешат. Но впрочем и суштината и натолкувањето ќе биде да направиме, да подвлечеме на јасна црта, јасна граница за што впрочем се зборува тука и кое е тоа плачење за кое што се впрочем Господ Исус Христос мисла кога го кажал на гората Камен Хатин. Во животот најчесто плачеме сите, од машки до женски. Машките повише знаеме дека криеме солзите, додека понежни пол не. И плачеме за се и се што. Но кога се зборува за вистинското плачење, блажени се оние што плачат, и за плачење како вистинска духовна радост се зборува за оние кои впрочем ја сватиле својата духовна беда, односно ја сватиле својата духовна нечистота и својата грешност пред Бога, и затоа плачат, бидејќи согледале дека се грешни пред Бога и со својата грешност тие се оддалечуваат од оној кој што ги возлюби толку многу, што дури за нив го испрати својот единороден син Господ Исус Христос да се распне. И сосема природно е да плачете кога некој ви одделува од некој. Како што кога бевте деца или сега кога постанавте родители или веќе дедовци и баби, и впрочем и од се нешто тука. Знаете како плачеше вашето дете или внук или вие кога ве трга од мајката. Така, впрочем и се зборува за тоа плачење, духовно плачење, односно за отргнувањето од нашиот родител, од Бога. А од Бога не отргнува единствено гревот. Бидејќи Бог, впрочем, не е толку немилосрден и без љубов да се отргне тоа од нас. Бидејќи знаете дека родителот никогаш не се отргнува од детето, вистинскиот родител. Сега во овој свет има и жални примери, не? Но оној кој што никогаш не се отргнува од вас е Бог. Но самиот грев значи е всушност престапување на љубовта Божја, оддалечување од Него. И кога се зборува за она спасително плачење, всушност и како што кажа тетка Марка, блаженствата ни се дадени за спасение, додека 10 Божји заповеди го покажаа гревот. Единственото вистинско духовно плачење е она плачење што е поради своите гревови што ги има. Сега, кога спомнавме за она цртата, како што Ромул и Рем направи една црта, доколку пројдеш од оваму, престануваме да бидеме браќа. Сега ќе направиме една јасна црта и јасна дистинција помеѓу двата вида на плачење, односно на погубното, душепогубното и впрочем плачење за смрт и она што е спасително плачење, односно плачењето преку кое се раѓаме во Царството Божие, преку кое впрочем и се утешувам. Единствено, кога би ви понуделе два продукта, најчесто еден што има смртоносни последици, например канцероген, и некој што се разбира ќе ви даде живот плюс, енергија плюс, освен оние кои што пушат цигари, сите нормално би избрале
случај не е канцероген, додека цигарите се зависност. Ова беше чисто мала шала. Душепоголно плачење е оно плачење кое произлегува впрочем од човековото его, од човековата гордост. А такви видови на плачење може да бидат, може на прсти да ги изброиме. Плачењето поради света, кога плачеме бидејќи некој е подобар од нас. Реално тоа се случувало. Зошто не сум прв, зошто не го имам тоа знање што го има некој друг. Потоа, плачење, тоа кое произлегува од злоба. Знаете дека злобникот и оној кој што сака да се одмазди, нема да има мирна душа, ниту мирна совест, се до едној момент кога нема да го направи тоа. И се додека не успее таа негова намера, тој плаче. Се уште сме кај душепоголните плачења, но тие плачење кога плачеме поради материјалното, поради губење на материјалното, зборувам тука пред се за материјалното богатство. Тоа е душепоголно плачење, бидејќи плачејќи за тоа ние ја забораваме смислата, која е истинската смисла на материјалното и зошто ни е дадено. Мислам, тоест не сум сигурен, сите кои што завршивте гимназија, тука има помлади, може да се сетат на книгите што ги читале во гимназија. Дали обработувавте панонски легенди? Да. Кога има еден момент кога на Свети чинам на Свети Кирил, односно Климент, му е световното име, му умира неговиот љубимец. Тој имал љубимец папагал. Многу бил приврзан со него и му умира љубимецот. И знаете, најчесто се очекува од дете. Па не само од дете, повозрастните кога би чувале едно милениче повеќе време кога се разделувате од него, боли, плачете. Сепак тоа не е словесно како човекот. И неговата мајка Марија, таткото негов лав, очекувала дека детето ќе падне во длабок оче. И посведочено е кога зачудени, гледајќи го Климент, зошто не паѓа во оче, го запрашале зошто се случува тоа така. Тој одговорил: Бог го создаде за да ни послужи на нам и да се радуваме на неговата убавина. Единствено достојно плачење на плачење што е за гревовите. А замислете, тоа ви го кажува дете од дете. Впрочем ви го кажува тоа дете. Така да, плачењето за материјалното всушност е душепоголно, бидејќи следејќи го примерот на Јов, треба да погледнеме дека сето на што би имаме на себе, дома, на картичка, на сметка слично, сето тоа ни е оставено за да ни служи нам, а не ние. И служејќи му на тоа, ние стануваме робови на него. И доколку плачеме заради тоа, ние впрочем правиме Бог од материјата, а не Бог од оно што всушност е и Бог. Веќе кога збориме за плачење кое што може да се оправда и плачење што е природно, е плачењето кога се разделувате впрочем од вашите ближни. Дали зборувам за превремено разделување, патување, дали зборувам за менување на местоположба на живење или за смрт. Тоа е природно плачење. Тоа не е плачење кое штети на вашите души. Исто така, природно плачење е и плачењето поради болка. Знаете дека сите болки од болест плачат. Тоа е самото тело е устроено на таков начин. Сега не можам да ви го објаснам процесот на плачењето, но самото тело природно е устроено да реагира на тој начин. Но единствено евангелско и блажено плачење
кое што впрочем може да ја измие и да изчисти вашата совест. Кое впрочем може да ве измие од вашите гребови и да ве соедини и да ве помири со Бога е покајното плачење, кога впрочем вие, односно не вие, ние, би ја дознале, односно би ја спознале, бидејќи едно е да дознаеш, друго е да го спознаеш, спознавајќи го, се трудиш да ме научиш. Би ја спознале својата грешност. Единствено оној кој што вистински ја спознал својата грешност, може да го добие она блаженство кое што го ветува Христос, односно утешувањето, бидејќи единствено може да биде утешен оној кој што вистински е растревожен, вистински е тажен. А вистински и спасително тажни може да бидеме кога ќе бидеме тажни поради тоа што сме спознале нашата грешност. За таква спасителна тага не на едно место ни е посведочено во Библијата, во Стариот и во Новиот Завет. Така тажеше и кога спомнавме за Мојсе. Така тажеше и Мојсе кога виде дека тој додека беше на Синајската гора, кога ги прими двете плочи со заповедите. Така плачеше тој кога виде дека евреите излија златно теле и се поклонуваа на него. Покојно плачеше и праведниот Јов, кој гледајќи дека губи се материјално, гледајќи дека впрочем ги изгуби и своите чеда, 7 чеда, 4 сина и 3 ќерки, кој гледајќи дека ги изгуби тоа, во еден момент рече: Господ даде, Господ зеде, нека е благословено името Господово. Така плачеше и оној што се откажа од Христа, апостолот Петар. И така и беше утешен истиот тој, бидејќи после своето воскресение уште првиот ден Христос му се јави. За такво плачење зборува светиот апостол Павле кај коринтијаните, односно солзно плачење поради својата грешност, но не само и поради својата грешност, но и поради грешноста на своите ближни. Бидејќи, запомнете што вели светиот апостол Павле. Црквата е тело Христо, каде што Христос е главата, а Светиот Дух животвори во него. А секој од нас сме членови, односно поедино, секој од нас е орган. И замислете, кога ве боли вашиот зап, чувствувате главоболка и сите други ваши органи се вознемирени. Гледајте таа хармонија и таа уединетост и во болката и во радост. Така и секој од нас треба да жали поради гревот на својот ближен, бидејќи ближниот сме ние и ние сме ближниот. Тоа е она света тријада, односно триаголникот за кој секогаш зборува. На чиј врв е Бог, а левиот и десниот крак сме јас и ближниот. Таа единствено кога таа тријада е неразделена, може да зборуваме и за вистинско блаженство и за вистинско спасение. Може би ке речете ради моите глебови не се покајал никој, не плаче покајно никој. Но исто така немој да заборавите дека вашето спасение нема да го заработи никој, но вие ќе го заработите. Затоа и Христос како подадена рака која води кон спасување, ни го посочи и плачењето. Според Свети Ефрем Сирин,
плачењето за своите гревови, односно оној кој што со солзи ја измива својата литургија, тој го споредува како нешто што е слично или е поголемо од литургијата. Бидејќи измивајќи својата душа, ние се соединуваме со Бога. А самите знаете, изборував и повторно ќе зборувам, за вистински да се соединиме со Бога и за вистински да го примиме Христа во себе, е потребно и постот, но и покаянието. А за вистинско покаяние може да зборуват оние што плачат поради своите гревови. Има неколку мисли кои што впрочем сакам од светите отци да ви ги прочитам. А еден пример да ви дадам околу плачењето, кога го запрашале Свети Исак Сирин, како впрочем да плачеме за своите гревови, тој одговорил на еден многу интересен начин. Вели, зарем треба да има некој кој на мајката ќе ја покаже како да плаче за своето упокоено чедо? Зарем треба да се роди така? Така вика и вие, гледајќи го вашиот духовно мртов човек, бидејќи гревот е смрт, треба да плачете, да заплачете, да заридете само за себе си. Во житијата на светиите е голем пример за тоа како Бог всушност ги утешувал оние кои што плачеле за своите гревови. Впрочем, со еден светител, не е посочено тука името кое беше, тој постојано плачел за своите гревови, дури и на Света Гора се чува садовите што биле во близина, а што биле потопувани од неговите солзи. И од што постојано плачел му се јавил Бог, за да го утише и да му каже дека неговите гревови му се простени. И му рекол, гревовите ти се простени, нема да те осудам, бидејќи ти веќе сами од себе си сосуден. Така Христос си ги прости гревовите всушност и на оние кои што покојно плачеа, покојно плачеше и блудницата пред нозете на Христос кога го миропомаза и кога го слушна, она ти се простуваат гревовите. Свети Јован Лествич никувал вели, би сакал да цитирам, солзите се потребни додека постои гревот. Кога нема рана, не треба лек. Адам пред падот во гревот, немал солзи, како што нема да ги има ниту по општото воскресение кога ќе биде уништен гревот. Бидејќи тогаш ќе нема болест, жалост и возлишки. А исто така вели Свети Јован Златус, дека солзите ја зголемуваат побожност. Како што дождот влијае врз посејаното семе, така и солзите го помагаат ратењето, растењето и плодотворноста на семето на побожност. Покајните солзи се оние што го имат тројното дејство. Односно, како верат и како можат да го изгорат гревот од вас, да ги искорат вашите страсти и како благопријатен ветер да го зголемат присуството на Светиот Дух, односно на благодата на Светиот Дух во вашиот живот. Ова беше теоријата. И вистинската теорија единствено се покажува само во пракса и на дело. Така да запомнете дека и Декалогот и 9 блаженства не беа оставени од Христос само за да бидат толкувани. Ниту пак Христос на апостолите им ја остави светата Евхаристија за автоматски да се вршат, но се оставени заради наше спасение. Како што кога ќе патнете во јама, можат 1000 души да ви пружат јаже, но тоа да биде залудно,
така и сега. Бог може да ни даде уште 10.000 заповеди и уште 10.000 блаженства. Но само нивното исполнување и живењето според нив, исто како што само ќе ја пружите раката за да се фанете со јажето, за да бидете извлечени од лупката, така и единствено само исполнувањето на блаженствата и живењето со нив, по нив и со нив почем, може да ви помогне. Така да, оној кој што бара ќе најде, оној што чука ќе отвори, а оној што верува никогаш нема да остане сам. Имав пред некој ден муабет со еден брат кој што се најпрвин се етикетираше, најпрвин самиот велеше јас сум атеист, потоа дојде во пантеизам каде што вели дека постои нешто. И му го кажав тоа, немој повторно, ќе ви го кажам вас. Оној кој што верува, никогаш не го. Бидејќи доколку после вашата смрт се покаже дека не постоил Бог, вие никако не сте изгубиле, бидејќи во животот сте живееле живот кој што е достоен за подржување и сте оставиле вечен пример кој што ќе го следат многу и многу генерации, како што вечен пример оставија светителите, како што вечен пример остави и Христос кој што спасува. Додека пак живеете безбожен живот, односно живот без Бога, и не верувате во Него, и доколку умрете, и видите дека навистина постои Бог, кој вистински изгуби? Така да, тоа е тоа. Би препорачал вистинската утека и вистинскиот совет пред се да го побарате од Бога, а ќе го најдете само преку молитвата, преку читањето на Светото Писмо и преку исполнувањето на блаженството. Не очекувајте дека ќе ги исполните сите одеднаш. Бидејќи како што на една скала се качувате постепено и паѓате, така и ова. Едно од друго се разликуваат и едно од друго е потешко и потешко. Но за да го постигнете и последното, треба да го најпрво да го постигнете првото. Затоа нека не го обесхрабрува должината на патот и тоа што вистинските морепловци, иако има бури, иако се ретки, сепак пристигнуваат на крајот од патот. Затоа само напред и доколку сакате на некому да му покажете вистински како треба да биде христијанин или нешто слично, тоа може да го започнете уште сега од себе. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес, прости ги долговите наши, како и ние што ги проштеваме на нашите должници, и не не поведи во искушение, но избави ни лукавиот. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, закона не разумеюше, нечестиви, гласом пророческим, поучаjuše ся воче, яко овча влечаку, владику, неправедно заклати, его